Почитувани, безбедноста во државата е загрозена. Криминалот царува на улиците. Со одлука на СДСМ, илјадници криминалци беа амнестирани и ослободени. Граѓаните секојдневно се жртви на грабежи, обиди за убиства, насилства кои минуваат неказнето. Наместо функционерите на СДСМ да направат план како полицијата да се спротистави на криминалот, гледаме срамен театар во кој што министер, државен секретар и директор за јавна безбедност се среќаваат со полициска службеничка и ја убедуваат јавноста дека таа била нападната од пајак возилото, а не од некој партиски насилник. Разочарувачки е што за раководството на СДСМ во Министерството на внатрешни работи поприоритетно е да го заштити угледот на некој партиски насилник, отколку да излезе со информација за напаѓачот кој во сред Белден во центарот на градот изводе 17 годишно момче. Трет ден како МВР молчи за нападот на автобуската станица Рекорд, а момчето се уште се наоѓа во болница и неговиот живот е загрозен. МВР ниту ги има откриено сторителите, а уште помалку ги има изведено пред лицето на правдата. Унијата на млади сили и ВМРО ДПМН повикуваат органите задолжени за безбедноста на граѓаните, а раководени од СДСМ, да почнат да ја работат работата за која се платени и да го разрешат овој и другите случаи каде што граѓаните се загрозени. Со несанкционирањето на криминалците, СДСМ се промовира во нивен сојузник. Доколку актуелното раководство на МВР не е способно да ги открие и изведе пред суд сторителите, треба да си замине и да остави тоа да го направи некој друг. Почитувани, во државата се случува јавашлук, а Спасовски ништо не превзема. Во Чаир момче беше изрешетено и убиено на автобуска постојка и никој за тоа не одговараше. Убиен беше и дилавер Бојко на плажа во Струга и повторно сторителот не беше фатен. Црната хроника секојдневно е полна со разбојништва во банки, аптеки, менувачници. Едноставно криминалците владеат. Се тоа покажува дека МВР раководено од Спасовски и СДСМ е неспособно да го решава или не сака да ги заштити граѓаните од насилниците, убиците и ограбувачите. Граѓаните гледаат дека животот е дојден, но само за криминалните структури и подземјата. Што треба уште да се случи за некој да превземе мерки да се спречи ова беззаконие кое завладева Македонија? Оваа влада и МВР, предводено од Спасовски, се директно одговорни за сето ова. Ви благодарам.